Јас сум Дејана Тренеска, наставник по македонски јазик во Основното општинско училиште Манчу Матак во Кривогаштаен. Израсна во повеќе члено семејство во Обршани, се издржувавме само од земјоделска работа, без никакви дополнителни приходи или плати. Откако се омажив, продолжив да живеам тука во Кривогаштани. Бев абсолвент, студирав паралелно на педагошкиот факултет, набрзо потоа завршив и веднаш се вработив тука во училиштето. Нашето училиште едноставно беше заборавено. Немаше изолација, немаше парно греење, со застарени реквизити, едноставно немаше добри услови за работа. За среќа работите се променија кон подобро. Нашето училиште е комплетно реновирано. Поставена е нова фасада со изолација, парно греење, нова училишна опрема и инвентар. Недалеко од училиштето се наоѓа повеќе наменското спортско игралиште, каде децата тренираат кошарка и одбојка, и тука корисно го поминуваат своето слободно време. Условите за работа се далеку подобри. Сега ги имаме сите можности за квалитетна настава. Се радувам на секој успех, на секој ученик, на условите и работата во кој работа. Среќна сум што сум тука вработена. Тука ми е домот и семејството, тука ми е се. Дејана е една од просветните работници кои може да направат разлика помеѓу тоа што значи да се работи во руинирано училиште, а како е да се работи во реконструирано училиште во кое се создадени поквалитетни услови за одвивање на наставата. Во изминатиот период се изградени нови 74 училишта, реконструирани и реновирани се 390, за што се инвестирани околу 50 милиони евра. Изградени се и 51 училишна спортска сала во вредност од 25 милиони евра, со што се обезбедија подобри услови за спорт и рекреација на повеќе од 40.000 ученици. Обезбеден е постојан нараст на платите во образованието. Од 2006 година до сега најниската плата се зголеми за 119%, а највисоката за 67%. Трансформиран е работниот однос од определено на неопределено време на околу 8.000 просветни работници. Отчетно, ова е разликата. Вака се сака Македонија.